еден град од Панама. Ама и тука мислам дека сте на добар пат да победите. Скопје се развива одлично. За 14 месеци ја возобновија 57-ка со диџеј и спектакуларно отворање на тој проект. И запоравив, му подарија на Битола 5 смрдени автобуси од 46-та година за да се возат децата. Тоа е за соработка. Ако нешто друго сте виделе во Скопјево да е направено, освен, значи, масакар со дрвата, железара, аеродром, Карпош, се исечено е. И еден огромен проект во најава, кој што, думајте, не е криминален. 200 катници за да биде почист воздухот во Скопје наспроти Holiday Inn. Не е криминално. 19.000 денари метар квадратен. А ваму кај Веро, кога голи се собликуваја портпароли од Социјалдемократскиот сојуз за да покажат дека тоа е страшен криминал, зошто локацијата се продала за 36.000 денари метар квадратен. Е, овде како гледам сега портпаролов на Социјалдемократскиот сојуз, кој што искрено како млад многу го почитувам, не верувам дека заради неговите години ги памти тие пресконференции, ама ќе го замолам и зова да направи пресконференција за почисто Скопје и да појди кај оваа парцелава што е продадена сега 19.000 денари и по 5 минути да појди кај оваа другава парцела што е од Веро, 36.000 денари. И да направи споредба, да кажи кога било криминално, кога не било криминално. Затоа што во законот стои дека таа парцела не морала да биде продадена. Ке Holiday Inn. И има добро објаснување за тоа. Парцелата била продадена затоа што Кензу Танге оставил аманет. Да се вклопи неговата архитектонска визија за Скопје, железничката, кулите во Скопје, градски зид, универзитет, ваму требало да има стокатници и тој оставил аманет на оваа влада, аман, за да биде почист воздухот во Скопје и да не го гушкате повеќе трговски центар, затоа што е супер анаков руиниран, направите ги овие стокатници, тоа е аманетот. Градоначалникот на Прилеп, ви кажав, визионер, направи јавно предпријатие за гасификација, гасот ке стаса по 7 години. Имаме се набавено. Директор имаме зема 65.000 плата, канцелари, кола, работници, ама не зна работници, кај е гасоводов? Се имаме набавено. Направивме промоции кога стасаја, како се викаат, алатите со кои што треба да се санираат дефектите, исто како Министерството за одбрана, кога имаше промоција на новите гуми, што стасаја. Ние сме спремни, ама за по 7 години. Градоначалникот на Кочани го реши проблемот со загадувањето заради скарата во центарот на градот. Многу пием частички. И нема кај да се завртиш да ти текни на некој проект во локалниве самоуправи. За вакви глупости 14 месеци поминаја. Која е да ја земите општина? Еве од Жаки, например, Ептен талентирана општина Охрид. Ептен талентирана. Воведе значи зонско паркирање и му кажа на граѓаните дека бесплатно е, ама 50 денари часе. Портпаролот. И во меѓувреме, да ве потсетам дека си потроши околу 50.000 евра за храна и вино. Тоа се проектите на оваа власт на локално и на централно ниво. И од сите овие што ги кажав аномалии, ние немаме пари на 5 села во Неготино да им ги асфалтираме улиците. Прекратувам тука, бидејќи ако се проложи да се зборува за ова, може да дојде нова година. Ви благодарам.